Жителите на општина Зрновци конечно го дочекаа првото новороденче во 2023 година. На акушерското одделение при општата болница со проширена дејност во Кочани се роди здраво машко бебе. Тоа е петта рожба во семејството на Тања и Горан Атанасови, кои веќе имаат 4 сина. Градоначалникот на Зрновци, Борчо Коцев, ги посети новороденчето и мајката во болницата. Им врачи цвеќе и подароци, најави голема помош и поддршка за семејството. Како локална самоуправа и заедно со директорката на детска градинка Бисерчина извршивме посета, разговор со мајката, голема благодарност до персоналот, до докторскиот тим, акушерките кои што се погрижиле ова пораѓање да помине во најдобар ред. Ние како локална самоуправа ќе дадеме поддршка максимална во нашите ингеренции, односно Мартин ќе добие 5 годишна бесплатна детска градинка, 50.000 денари вредносен бон за потребите од аптеки, како што се пелени и други реквизити за бебиња. Ќе спроведеме процедура за добивање на градежна парцела од 500 квадрати за изградба на индивидуален дом и за останатите 4 братчиња стипендија кои што се ученици во основно училиште Синиша Стоилов. Тања е пример како треба во ова општество да изгледа една мајка, еден родител, една жена. Поддршката што ја дава општина Зрновци треба да биде пример и за останатите локални самоуправи во регионот во напорите за подобрување на условите за живот на младите брачни парови, како и за превенирање на опаѓањето на наталитетот. Породувањето го извршил единствениот гинеколог со кој во моментот располага Кочанската болница, а бебето се родило со тежина од околу 3,5 кг и должина од 50 см. Пациентката е породена спонтано на 1.10.2023 година во 23 часот и 45 минути, заедно со мене и со дежурната екипа, со дежурните акушерки. Родено е живо машко дете, иначе е пето дете во фамилијата и е со добар апград, веднаш потоа прегледано од педијатар и цело време водено. Од раководството на општата болница во Кочани го честитаа раѓањето на новиот жител на Зрновци и најавија дека се работи на кадровско подобрување и зајакнување на одделот за гинекологија и акушерство. Ние имаме 4 докторки кои што се на специализација, кои што здрави и живи, некаде во средината на 2024 година ги очекуваме и заедно со доктор Илче ќе бидат 5 доктори по специјалисти по гинекологија и сум сигурна и се надевам дека гинеколошкото одделение ќе го добие тој сјај кој што беше и претходно. Благодарност за вашата иницијатива, честитки за сето тоа што ќе го направите за новороденото бебенце Мартин и сакам и се надевам дека ова наша болница, односно гинеколошкото одделение, се повеќе ќе слушаме бебешки глас. Зрновци е меѓу најмалите рурални општини во државата. Според последниот попис, во неа живеат нешто повеќе од 2000 жители. Поради тоа и бројот на новороденчиња во последните години е се помал. Драстичен пораст на бројот на канцерогени случаи регистрира гинеколошкото одделение при општата болница во Кочани. Тоа е аларм за подигање на јавната свест кај женската популација за редовни превентивни прегледи. Од јануари до септември годинава во евиденцијата се забележани 9 случаи на канцер, главно на грлото на матката, при што еден случај е сериозен и неоперабилен. Практично секој месец се евидентира по еден случај со канцерогени симптоми, а најчесто пациентките на лекарски преглед доаѓаат откако ќе забележат здравствени промени. Ако проложи ваквиот тренд, до крајот на годината ќе има зголемување на бројот на пациентки за 3 пати во споредба со лани. Специјалистот Илчо Атанасовски истакна дека пациентките се од различни генерации, најчесто околу 50 годишна возраст, но има и помлади. Поради тоа упатува апел за навремено и редовно јавување на преглед заради заштита од евентуални несакани последици. Во нашата болница има прекрасни услови за работа. Заедно со новата директорка правиме напори за подигнување на квалитетот на здравствената заштита. Иначе во ова болница не се само водат раѓањата, него имаме некаде околу 2000 прегледи до сега. Имаме нов ехоапарат 4D, ехоапарат што го имат и во посовремените болници
и имаме прекрасни услови. Имаме некаде околу 180 хоспитализации и пациентите сега се задоволни. Од минатата година постои можност преку интернет платформата e-zdravstvo.mk да се направи електронска регистрација за ПАП тест на секоја жена која ќе изрази интерес, како придонес во борбата против ракот на грлото на матката. Со пополнување на електронската форма, пациентката се регистрира за тестирање директно во системот Мој термин. Матичниот гинеколог директно добива информација за извршената регистрација без дополнително јавување или информирање од страна на пациентката. Според евиденцијата на здравствените установи, секоја година во државата се регистрираат по 150 нови случаи со рак на грлото на матката, а има по околу 50 смртни случаи годишно како последица од ова заболување. Цивил Центарот за слобода со поддршка од градоначалникот на општина Кочани Љупчо Папазов организираше јавна дебата на тема граѓански диалози за односите меѓу заедниците со предизвици и решенија. Настанот се реализира 4-та година поред, а целта е промоција на мултикултурализмот, почитување на различностите и недискриминација. На дебатата присуствуваа представници на граѓански здруженија на јавни установи и граѓани од општина Кочани. Овој настан е дел од серијата настани кои ги реализираме низ цела Македонија, низ општините на цела Македонија, како и на територијата на град Скопје, општините во град Скопје. На овој настан ќе се потрудиме да им ја представиме нашата работа, но и да ги слушаме сите присутни, доколку некој сака да се обрати, да ги каже грижите, проблемите или доколку има пофалбите, за тоа како се одвива мултикултуралноста, исто така интеркултурализмот и меѓуетничките односи, меѓутоа не само тоа, туку и во доменот на различностите кои што се не се само етнички, туку се родови, полови и физички и секакви други. Подржаната дебата ќе се изготват нацрт заклучоци и препораки што ќе бидат разработени и упатени кон соодветните институции и организации. Цивил Центарот за слобода е организација за човекови права и слободи, а нивната визија е сите луѓе да живеат во мирно и демократско општество. ВМРО ДПМН во Кочани ја одржа првата јавна дебата во рамки на караванот "Важно е, од тебе зависат промените", што партијата во наредниот период ќе го реализира низ градовите во државата. Под мотото "И Европа и Македонија за интеграција и идентитет", на дебатата говореше претедничката Гордана Силјановска-Давкова, при што се осврна на актуелната политичка ситуација, односно заменувањето на Уставот и европскиот пат на државата. Намерно ќе земам два примери околу честотата на уставните измени. Замислете, Уставот на САД е донесен во 1787 година и досега за повеќе од колку 200 и колку години Александар не знам доживеал 27 амандмани. Инаку Уставот на САД има само 7 члена. Ние за 30 години 36 амандмани и сега нели предложија уште 3 амандмани. Зошто ги зедов двата примери? Зошто обата устави важат за цврсти устави, демек постапката за нивната промена е тешка. Што е она што е чудно? Најголемиот број од измените на нашиот устав не дошле од вас, а овде пишува дека од народот, од граѓаните зависат промените, туку од надвор. Претеничката Силјанова-Давкова нагласи дека никој не ја овластил власта да менува устав и за тоа треба да се праша народот. Посочи дека ако се прочитаат фундаменталните документи на кои се темели Европската Унија, ќе се забележи дека она што е најважно во нив не се организационата структура и нормите, туку темелните вредности и принципи. Не можете вие да правите пазар без
мандат без легитимитет со нешта што му припаѓаат само и само на народот. Тоа го прават овие луѓе. На трибината во Кочани зборуваше и подпредседателот на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски, кој нагласи дека владата на СДСМ и ДУИ не го заштитува националниот интерес на Македонија, туку води попустлива надворешна политика врз принципот на се што ќе им побараат да удоволат. Обраќајќи се на трибината, универзитетскиот професор Александар Спасеновски истакна дека реалноста во која живееме зборува за уникатната ситуација во која се наоѓа државата. Од неа се бара да исполни одредени критериуми и обврски што претходно не биле побарани од другите земји членки на Европската Унија. Библиотеката Искра од Кочани се вклучи во одбележувањето на неделата на детето. Представници од установата ги посетија основните училишта во Кочани и Оризари и поделија бесплатни членски книжки за учениците од прво одделение. За денешното одбележување одбревме да излеземе од рамките на просторите на библиотеката и да ги посетиме основните училишта во Кочани и основното училиште во населба Оризари, со тоа што ги посетивме прводеленчињата и им поделивме бесплатни членства кои што секако секоја година ги доделува библиотеката на прводеленците на насата години. Го одбележуваме во неделата на детето, одбележуваме како недела во која што се промовираат правата на децата. Едно од правата е покрај сите други права од библиотечен аспект, правото на достапност на книги, да бидат присутни во библиотеката, да читаат, со тоа што во нашите книги ќе најдат доста интересни теми кои што се однесуваат на децата, кои што децата треба да ги знаат и со тоа да се развиваат како возрастни индивидуи. Детската недела секоја година се одбележува во првата седмица од октомври. Тоа е недела кога дечињата се запознаваат со нивните права, а и се организираат активности со цел подобрување на состојбите со правата на децата. Во средата во Кочани официјално почна со работа музичката школа Саунд Центар. Заинтересираните ученици ќе имаат можност да изучуваат музицирање на гитара и ударни инструменти, а наставата може да ја посетуваат сите генерации. Наставник за учениците кои ќе изберат да изучуваат гитара е Воислав Петров, додека со учениците на ударни инструменти ќе работи наставникот Емил Милев. Музичката школа Саунд Центар, во која ќе се изучува електрична гитара, акустична гитара, класична гитара, бас гитара и исто така и ударни инструменти. Наставата ќе се одвива како индивидуални часови и исто така во групна настава. Значи, во кратко, сите заинтересирани што имаат желба за музика може да се пријават во оваа школа. Училиштето ќе работи со деца во основно, средно школо, исто така ќе работи и со возрастни, додека заинтересираноста е доста голема, од која сум јас многу задоволен. Освен практична настава, учениците ќе имаат и можности за теоретско предавање. Петров додава дека досега се задоволни од одзивот на запишани ученици. Школата е лоцирана во подтрибинскиот простор на спортската сала Сашо Лазаров Чапо.